Македонските компании пред нов инвестициски циклус почнуваат да легнуваат траншите од унгарскиот кредит. Првите проекти се одобрени и веќе се поднесени барања до Развојната банка за префрлање на средствата. Стопанствениците се задоволни од можноста да дојдат до ликвидни средства кои ќе ги вложат во развој, проширување и производство и нови работни места. Парите доаѓаат под поволни услови, каматна стапка од 1,95%, рок на отплата до 15 години и грејс период до 3 години. Компаниите ќе може да аплицираат за кредит до 10 милиони евра, а во бизнисот кој ќе го отпочнат ќе треба да имаат учество од 20%. Една вистина поволна варијанта, една од најповолните која постоела на македонскиот пазар. До сега ние како компании кредит со рочност од 15 години нити имаме видено, нити имаме користено и дефинитивно го поздравуваме овој чекор на владата и на министерството. Сметаме дека секоја одговорна влада треба на овој начин да постапи, да ги поддржи своите компании во процесот на инвестирање. Ова е една скромна, меѓутоа навистина голема поддршка за нас, се со цел да креираме ново создадена вредност. Од унгарскиот кредит беа одобрени 250 милиони евра за компании, 250 милиони се наменети за проекти на општините, а 500 милиони се веќе искористени за враќање на еврообврзница. Стар долг наследен од претходната власт. Министерката за финансии вели дека каматата од 3,25% што сега ја плаќаме е најповолна на меѓународниот пазар и затоа се одлучиле на раздолжување на овој начин. Гордана Димитриевска-Кочевска е децидна дека со домаќинско работење јавниот долг ќе остане стабилен. Ние повлековме две транши по 500 милиони евра со каматна стапка од 3,25%. Во моментот, ако Македонија сака да излезе на меѓународните пазари, да позајми средства преку издавање на еврообврзница, каматната стапка нема да биде пониска од 6,25%. Само за една година, на основ на овие средства кои што ги позајмивме, ние имаме заштеда во буџетот од 30 милиони евра. Така што секој еден кој што пробува да го оцрни целиот овој процес, предпоставувам го користи тоа само за пиар потези. Унгарски пари легнуваат и на сметките на општините. Најголем дел од нив веќе започнаа со реализација на првите проекти, но има и такви кои се жалат дека наводно се игнорирани од централната власт. Првиот човек на Струмица на социјалните мрежи се пожали дека Министерството за финансии доцнело со повратот на ДДВ за јавното претпријатие Струмица Транспорт, но и дека доцнеле дотациите за локалната каса. Министерката за финансии за ова вели дека Костадин Костадинов имал шанса на последниот состанок со останатите градоначалници да оствари средба со неа, но не се појавил, а ниту побарал посебна средба. Вели дека социјалните мрежи не се канал за официјална комуникација и објаснува дека средствата за кои говори струмичкиот градоначалник се предмет на контрола во УЈП и откако проверката ќе заврши, ќе бидат префрлени.